почитуваниот декан Оливера Трајкова Ѓоргиева, почитуваните присутни професори, почитуваните наши студенти, почитуваните идни наши студенти средношколци. Јас денеска ќе земам активно учество затоа што се викам Еленица Софијанова и доаѓам од катедрата на Економскиот факултет Менеджмент маркетинг. Мојата презентација денес носи наслов Менаџер, лидер и предприемач. Со самиот наслов се наговестува дека се прави една компаративна анализа од сите овие три субјекти кои што секоја организација во себе ги поседува. Претходниот мој колега, почитуваниот Ристе Темјановски, ги спомна некои од имињата, јас ќе се надоврзам на овие имиња што ги гледате на мојот слайд. Тоа се менаџери, тоа се лидери, тоа се предприемачи, кои што обезбедуваат добри или услуги кои што ги посакуваат купувачите. Всушност, зошто постојат во една организација, еве го одговорот на овој слайд. Остваруваат високо извршување. Што тоа значи? Секој менаџер потребно е да има организацијско извршување затоа што тоа е мерило за тоа како менаџерите ефективно и ефикасно ги користат расположливите средства за да ги задоволат потрошувачите и да ги остварат организацијските цели. Организацијските перформанси се зголемуваат преку директна пропорција во зголемувањето на два појми кои што многу често се слушаат, а тоа се ефективноста и ефикасноста. Имаат заеднички допирни точки овие два појми, меѓутоа сепак се разликуваат. Конкретно ефикасноста е мерило за тоа колку добро или колку продуктивно се користат ресурсите за остварување на организацијските цели. И ефективноста е мерило, меѓутоа со ефикасното работење се согледува соодветноста на целите кои менаџерите одбрале да ги извршуваат во организацијата и степенот до кој организацијата ги остварува тие зацртани цели. Значи, менаџерите се ефективни, менаџерите се ефикасни и од нивната ефикасност и ефективност зависи создавањето на ефикасна организација, што подразбира кога менаџерите ги минимизираат количеството на влезни ресурси или количеството на време потребно да се произведе дадениот учинок за добри или услуги. Ефикасните менаџери создаваат ефективни организации, тоа е кога менаџерите избираат соодветни цели и нив ги остваруваат. Целите се остваруваат преку генерално 4 менаџерски задачи, а тоа се планирање што подразбира стратегија и план, што подразбира остварливи цели, правци на акција, потоа организирање, создавање на така наречена организацијска структура, во која што има воспоставување на односи помеѓу задачата и извршната власт, водење преку прецизна и јасна визија, контролирање, превземање доколку има потреба на така наречени корективни акции при согледување на реализацијата на организацијските цели кои што се планираат со самата прва менаџерска задача. За да можат да ги реализираат конкретните 4 задачи, организацијски цели, за кои што треба да напоменам дека голем број на автори од оваа област имаат различни погледи на во овој сегмент, потребно е да кажеме дека менаџерите треба да имаат развиено вештини и способности за да можат да играат менаџерски улоги. Тие менаџерски улоги се преговарач, управувач со неред, алокатор на ресурси, номинален водач, лидер, поврзувач и пренесувач и толкувач. За да може ова ефикасно и ефективно да се реализира во самата организација
Потребно е да се развиваат концепцијската способност за анализирање, дијагностицирање, правење разлика меѓу причина и последица. Потребно е да има развиена менаџерска способност за разбирање на однесувањето на вработените и потребно е способност, односно вештини за извршување на одредени работни задачи. Ова овдека е многу добро напишано. Верувајте, во организацијата и во самата реализација на овие менаџерски активности навистина се потребни знаење, навистина се потребни ефикасност и ефективност и продуктивност во процесот на менаџирање во самата организација. Меѓутоа, зошто е ова потребно? Зошто се потребни продуктивност? Затоа што постојат менаџерски позитивни практики кои што ги отсликуваат новите промени кои што секојдневно сме сведоци дека тие се случуваат. Се случуваат заради глобалната конкуренција, достигнувањата во новата информатичка технологија, а сето тоа доведува до реконструирање, поедноставување, стеснување на организацијските операции и пониски оперативни трошоци и аутсорсинг, кое што навистина е сега се поприсутно во нашата држава, се зголемува ефикасноста преку намалување на оперативни трошоци заради извршување на активностите во другите земји. Сето тоа може да се направи на два начина преку овластување и така наречени создавање самоуправувачки тимови. Овластувањето е една тешка менаџерска техника која подразбира давање на вработените поголем авторитет и одговорност над начинот на кој се извршуваат работните активности со IT технологијата. Авторитет е нешто што секој менаџер со секој од нас може и треба да го заработи само со чесна работа, со вложен труд и со знаење. Самоуправувачките тимови се група на вработени кои превземаат колективна одговорност за организирање, контролирање, надгледување на нивните сопствени работни задачи. Како се гради конкурентска предност? Сето ова претходно кажано е точно во насока да се изгради конкурентска предност на пазарот, каде што сите организации го пласираат својот производ или услуга кој што е потреба на самите потрошувачи. Конкурентската предност е способност на една организација да надминува друга организација затоа што произведува посакувани добра и услуги поефикасни и поефективни отколку нивните конкуренти. Се гради преку супериорна ефикасност, квалитет, брзина и флексибилност и иновација и одговорност кон купувачите. Затоа велиме дека менаџерите треба да представуваат добар пример во однос на тоа како треба да се однесуваат вработените на работното место, особено во односите со клиентите, како и со бизнис партнерите. За да може тоа да го прават менаџерите, потребно е да развиваат и да покажуваат способности добиени од искуство или од образование. Тоа се тие така наречени професионални способности. Меѓутоа, тие не се доволни. Понатаму, менаџерите потребно е да имаат способност за согледување на целината на организацијата. Таа целина доведува до способности кои што се наречени холизам. И на крајот, потребно е секој менаџер во себе да развива и да покажува хуманост, а тоа е способност за разбирање на луѓето во работата, проценување на нивната мотивираност и ангажираност. Ако некој се запраша кој од овие способности има приоритет во менаџирањето во организацијата, верувајте, нема одговор. Сите подеднакво имаат значење.
Тоа доведува до промена во управувањето на големите компании. За тие промени да се случат во една организација, во една компанија, потребно е менаџерите да развиваат лидерство. Потребни се лидери. Што се лидери? Што е лидерство? И дали е тоа потребно во ова денешно време на стопанисување? Лидерството во денешницава се дефинира како способност на еден човек, лидер или водач, да води други луѓе, да влијае на нив, да го следат во остварувањето на поставените цели и остварување на посакуваните промени кои што се и такако потребни во ова турбулентно време на живење. Лидерот е човек кој има способност да ги наведе другите, да го следат, да го прават тоа што тој го посакува. Менаџерите можат да носат значајни одлуки, но лидерите знаат како на вистински начин, во вистинско време и со вистински луѓе да ги спроведат истите. Ова е така наречена една генерална анализа и разлика, диференцијација помеѓу поимите менаџер и лидер. Меѓутоа, таа граница до каде е менаџерот менаџер, а во кој ситуации менаџерот се трансформира со лидер, навистина е тешко да се препознае и тешко да се каже. Затоа што менаџерите се фокусирани на остварување на резултати преку контролирање и употреба на сите расположливи средства, луѓе, пари, машини, информации, знаење и така натаму. Лидерите пак се фокусирани на најглавниот ресурс, само на луѓето. Секоја технолошка револуција, сите промени, не ги прави само технологијата. Технологијата е алатка која што ја користат луѓето. Еве ви доказ на оваа наша хибридна презентација, моја и на професорот Темјановски, оваа промена која што ја направиле никој друг освен луѓето. И затоа велиме дека лидерите или делот во менаџирањето со личности кои што во себе поседуваат лидерски вештини и способности доведуваат до комуникација за визијата за иднината, ги мотивираат луѓето и ја поттикнуваат максималната инволвираност во тие промени. Не случајно доле е напишано зборчето learn, значи сето ова може да се постигне единствено само со учење и со квантумно знаење. Задачите на лидерите во современите организации се различни. Тие се представени на овој слайд и тие се гледаат преку 3 компоненти, а тоа се дефинирање на задачи, остварување на тие дефинирани задачи, кои што од страна на лидерите се дефинирани, и одржување на ефективните релации. Тие релации постојат во сите компоненти, на сите нивоа на менаџери кои што ги има во една организација. Треба да напоменеме дека лидерството дали се учи и дали е стекнато, дали некој од нас има вродени лидерски способности или може да ги научи во текот на неговото едуцирање, различни и поделени се ставовите на сите експерти од оваа област. Сепак, поголем број од нив доаѓаат до констатација и до заклучок дека, иако дел од нас како личности се раѓаме со харизма, со лична визија која што ја презентираме на нашите други колеги од работната организација, се доаѓа до еден став дека лидер се учи и секој може да биде лидер. Еве ги генерално карактеристиките на современите лидери. Верување и вредности, вештини и честност, правичност и така натаму покажани на овој слайд. Но во моите презентации
Во контакт со моите студенти, многу често долго разговараме за верувања и вредности кои што представуваат еден личен вредносен систем кој што се гради во текот на целиот наш живот. Тука се инкорпорирани почетоците кои што ги добиваме од нашите семејства, нашата едукација која што ја пренесуваме понатаму во организацијата во која што работиме и која што добиваме така наречено втор дом. Затоа сите овие вештини, овие карактеристики е потребно секојдневно на најразлични начини, започнувајќи од сите вие кои што седите во таа сала и кои што ги слушате овие наши презентации. Се надевам дека дел од ова се случува токму во моментов додека ние презентираме. Кои се тие лидерски стилови? Лидерските стилови, да напоменеме дека лидерот е човек кој што ги поттикнува другите вработени во организацијата да работат, да ја зголемуваат личната продуктивност преку личен пример. И затоа овдека има неколку стилови. Визионерот е водач кој што поттикнува луѓето да ги фокусираат во недоглед организацијските цели. Лидерот уште е обединувач. Тоа е водач кој што им помага на луѓето со цел да се постигнат организацијските успеси. Водачот треба да биде пријател, затоа што креира топла работна атмосфера ориентирана кон луѓето. Друг стил е демократ. Тоа е водач кој добива информации од секого во групата. Тој е предводник затоа што поставува амбициозни цели и постојано го надгледува движењето во организацијата во реализација на тие цели. Водачот делегира. Ова е една можеби од поголемите карактеристики и разлики помеѓу менаџерот и водачот. Водачот, можеби, менаџерот има формална власт, додека пак водачот неформална во одредени ситуации. Можеби зборуваме за менаџери кои што во себе ги имаат и овие лидерски карактеристики. Меѓутоа, потребно е да се поттикнува делегирањето. Делегирањето значи има во него неколку елементи, а тоа е сортирање на задачи кои треба да бидат делегирани. Втор елемент е определување кој и што од тие задачи ќе ги реализира. Третиот елемент е дефинирање на самата задача. Четвртиот елемент е пренесување на задачата, односно делегирање. Затоа што мора да признаеме дека тимската работа е настаната и се повеќе е присутна заради тоа што еден човек не може да ја направи и да ја реализира целата работа во организацијата. И шестиот елемент е оценување. Меѓутоа, не оценување во смисла на критикување, туку оценување во смисла доколку има потреба поттикнување на корективни акции. Еве ги разликата меѓу менаџерот и лидерот. Значи, менаџерите се организацијски членови кои утврдуваат и имплементираат податоци и процеси за да обезбедат непречено функционирање и кои се одговорни за остварување на целите. Лидерите пак гледаат во иднината, го одредуваат правецот на акција на организацијата, привлекуваат, задржуваат, мотивираат, инспирираат и развиваат односи со вработените, засновани на нешто што е многу важно, а тоа е доверба и меѓусебна почит. Тоа е една од многу големите разлики, исто така како што беше и делегирањето помеѓу менаџерите и лидерите. Многу често лидерите се луѓе кои што ја заслужиле довербата и почитта на другите вработени. Затоа потребно е на следниот слайд, во зависност од неколку особини и нивниот опис,
да ги видиме кои се тие лични карактеристики поврзани на ефективното лидерство. Јас само ќе ги во интерес на времето сакам само да ги особините да ги представам, затоа што веќе зборуваме што е тоа лидерство. Тоа е интелигенција. Значи, секој лидер поседува интелигенција, понатаму знаење и експертиза, доминантност, меѓутоа не доминантност со формална моќ и работна позиција, туку доминантност која произлегува од знаење и професионалност. Самодоверба, различни видови на висока енергија, толеранција на стрес, честност и зрелост. И сега на овие претходно објаснети два поими, менаџер и лидер, го додаваме и третиот поим, тоа е предприемач. Сите овие поими имаат преклопувања во многу сегменти, меѓутоа бидејќи постојат, а постојат многу одамна, значи имаат и некакви разлики помеѓу себе. Менаџерите се организацијски членови кои утврдуваат и имплементираат процедури и процеси за да обезбедат непречено функционирање и кои се одговорни за остварување на целите. Лидерите, рековме дека гледаат во иднината, го одредуваат правецот на акција на организацијата и привлекуваат, задржуваат, мотивираат, засновано на доверба и меѓусебна почит. Предприемачот превзема иницијативи, прифаќа ризик и прифаќа неуспех. Што тоа значи? Предприемач. Кога ќе кажеме зборот предприемач, добиваме веднаш име кое што е многу заслужно во оваа област. Тоа е Јозеф Шумпетер, уште од минатиот век зборува дека и кажува преку негови научни дела дека предприемачот е стожер околу кој се вртат сите настани. Понатаму Џон Берч ги дава карактеристиките на предприемачот. Тоа е желба за достигнување, задоволство при решавање на проблемите, долготрајно и напорно работење за кое се има работен капацитет, истрајност и одговорност кон работата која ја започнува и ја завршува до крај. Предприемачот треба да се истакне фактот дека тоа е човек кој што работата ја гледа од самиот почеток до самиот крај. Тој е истраен, нема препреки, задоволство е да се решаваат проблемите кои што искрснуваат во текот на работниот процес. Мајер и Кейтли исто така даваат карактеристики на предприемач: истраен, упорен, креативен, љубопитен, истражувач, независен, пребирлив, самоуверен и најголемата карактеристика е превземање на ризик. Да се биде предприемач не е лесно, многу предизвици, многу различни патишта, многу различни можности, многу закани и многу проблеми. Затоа е потребно иницијатива, затоа е потребно независност во делувањето, да се верува во способноста, собственоста кон способноста за успех. Понатаму се очекува брзи резултати и има голема енергија. Поглед кон иднината, вешт организатор, желба за достигнување и самодокажување. Видови на предприемачки вештини. Зборувавме предмалку во претходните слайдови за вештини на менаџерите, потоа зборувавме за вештини на лидерите, а сега во овој слайд се објаснети вештините на самите предприемачи. Технички вештини што подразбираат писменост, комуникативност, интерперсоналност, способност за организирање, градење тим, тренирање, спремност за тимско работење. Вештини од бизнис менеджментот, што подразбираат планирање и поставување на цели, донесување на одлуки, градење на човечки односи, маркетинг, финансии, контрола,
преговарачка моќ, спремност за прифаќање ризик. Лични предприемачки вештини, самоконтрола, дисциплина, иновативност, ориентиран кон промени, визионер, способност да менаџира со промените. Ова се тие предприемачки вештини и многу често, не знам дали приметувате, го спомнуваме зборот ризик. Предприемачот значи етичка и општествена одговорност. Тоа подразбира дека предприемачот може да постои доколку воспостави рамнотежа помеѓу етичките нужности и потреби, економските корисности и општествената одговорност и интерните етички кодови. Сите овие синергетски доаѓаме до една целовитост во која што ја чувствуваме потребата, но и присутноста на предприемачот во една организација. Значи, предприемачот носи во себе собствен вредносен систем, но чувствителни се на притисоците на општествените норми од заедницата, но и притисоците од нивните конкуренти. Затоа велиме дека секој предприемач е оптимист, меѓутоа тој е перфекционист. Тоа го бара прво од самиот себе, а понатаму и од тимот со кој што работи. Со што се издвојува предприемачот? Целосна обврзаност, определеност и упорност, мотивација за успех и раст, вистински запознат со неговите, но и на партнерот предности и слабости, со предностите и слабостите на конкуренцијата, како и со влијанието на окружувањето. Способност да работи со неуспех, да се искористи искуството од неуспех како начин на учење. Затоа предприемачите, колеги, не се плашат од неуспех, затоа што тие всушност учат од него, го употребуваат како начин на учење. Треба да споменеме дека предприемачот не подразбира родова поделеност. Има жени предприемачи, има мажи предприемачи. На овој слайд е направена една анализа во делот на неколку сегменти, поточно 3, какви се односите во делот на мотивацијата кај мажите предприемачи и кај жените предприемачи. Имено, мажите предприемачи во делот на мотивацијата чувствуваат достигнување, среќен, лична независност и работно задоволство, а жените достигнување, исполнување на целта, независност во извршувањето. Постои разлика помеѓу личните карактеристики помеѓу мажот предприемач и жената предприемач. Конкретно, мажот предприемач е упорен, непопустлив, уверлив, целосно ориентиран, високо ниво на самодоверба, ентузијазам и енергичност, мора да биде собствен шеф. Жените предприемачи, флексибилни и толерантни, целосно ориентирана, креативна и реална, средно ниво на самодоверба, се извинувам, ентузијазам и енергичност, способност за работа и со општественото и економското обкружување. И во делот на минатото, кога се започнува со предприемништво, мажите меѓу 25 и 35 години, доколку жените меѓу 35 и 45 години. Во кој тип на бизнис има најмногу мажи предприемачи, тоа е во производство и во градежништво. Жените се најмногу присутни во услужни дејности, образовни услуги и консалтинг услуги. Ова може би поттикнува на дискусија на присутните во салата, но уште неколку слайдови јас би завршила, па потоа можеме и да коментираме. Овдека има неколку карактеристики на предприемачи. Неколку совети од предприемачи, кои што всушност се мојот последен, односно предпоследен слайд. Љубопитноста е карактеристика на предприемачот.
Понатаму, љубопитноста ќе те однесе подалеку од брилијантноста. Интелектуалната љубопитност повеќе надоместува за недостатокот на брилијантноста. Прави го тоа што го сакаш. Биди непромислен. Тоа се предприемачите. Сите големи нешта имаат мали почетоци. Фокусирај се. Соочи се со фактот дека бизнисот може да пропадне и да умре, а ти ќе мора да бидеш подготвен за нови предприемачки потфати. Мојава презентација ќе ја завршам со една мисла, каде што се кажува дека секое големо подобрување се појавува по повторување на грешка. Буквално ништо не се изведува правилно по прв пат. Грешки, повторни грешки се помагала за патот кон остварувањето. Ви благодарам на вашето внимание и се надевам дека мојата презентација поттикнува на размислување за создавање на идни предприемачи. Што ќе бидете? Изборот е ваш. Бидете менаџери, бидете лидери, бидете предприемачи. Ви благодарам.